Радоста е интегрирана во неговото име, а презимето слободно ќе го надополниме – еуфорија. Ете вака и никако поинаку може да му се даде увертира на првиот рок фестивал во Крива Паланка – Joyfest. Од идеја до конкретна реализација, голгота и трпение, а тоа траеше неколку години. Траеше, ама се исплатеше. Велат посредувањето на впечатоците се уште под импресии организаторите. 6 ентузијасти задолжени за изградбата на Joyfest од темел до кров. Буквално. Од преговори, организација, лобирање и презентација до поставување на сцената, проби, тонски видео и се останато. А штом чукна последниот час, сцената да се отвори пред нас, веќе се излеза на виделина. Под сјајот на рефлекторите, очи во очи со жедните за рок, Крива Паланка на 27 август 2012, денот за кој долго ќе се говори, беше место каде задолжително и недвојбено требаше да се биде. 21 часот едва го дочека неколку илјадната маса луѓе, мештани, туристи, намерници и гости. На главната улица во градот, спроти Центарот за култура, вистинска еуфорија на радост завладеа во првиот миг од прозвучувањето на гитарите и ритамот на тапанарите на сцената на Joyfest. Подготовките отпочнаа рано пред пладнето, а гостите учесници пристигнуваа. Сцената се монтираше, а градот во ритамот на рокот пулсираше. Откако рефлекторите беа вклучени, Туплей, рок бендот од Куманово, направи добар штимунг и ја подгрее атмосферата. Млади и повозрастни од сите страни доаѓаа, а граничната возраст не постоеше. Кога е во прашање препородот на одамна згазнатата и неодамна воскреснатата рок ренесанса во Крива Паланка. И тогаш, кога улицата се преплави од луѓе, нестрпливи да се каже старт, познатиот глумец Гораст Цветковски, на радост на сите присутни, го означи почетокот на радоста фестивалска – Joyfest. Крива Паланка, како е? Што сте се собрали овдека, бе, да нема некоја журка? Бе, човек не може да ме најде. Тргаш од Скопје и само право возиш. И возиш, едно време си викаш, леле, си изгубив и оп, Крива Паланка. Тука шубо. Крива Паланка, бе, ни чак Норис не може да ме исправи, Добро, значи официјалниот дел на првото издание на Joyfest рок фестивал почнува сега, да ве чујам сите на плюс. Чака. И бирок. Најпрвин, пред сограѓаните своји по неколку децении пауза се представија реунираните витези и акорди. Спој од генерациите кои музицирале и ја забавувале кривопаланечката јавност во деновите кога ние сме проговарале. Драги паланчани, ова е голема чест. Пред 60-тите години да ја донесете првата гитара, еден почеток. И да го доживееш вториот почеток на овој Joyfest фестивал. Сакам со сите вас овој фестивал да трае и дотрае до вечност на нова потреба. Розичана сам ја, а ти да си дама, а ти да ти желема, прежуна. И сухо гребли е за тебе. Овации и аплаузи проследија по нивниот настап, а потоа продефилираа сите бендови од Крива Паланка кои во моментов се екипираат и музицираат. Reflection со гостин пеачката Славица од Кочани, Партали, добро познатата група која со своите авторски песни ја вжешти атмосферата, се пееше во еден глас, а публиката ги повика на бис. Till
Потоа настапија Стоп, Апачи и Вертиго. Бендот кој функционира неполна година во Центарот за култура Крива Паланка и допрва ќе го има својот збор поглед на рок музиката. Како и да е, по првиот дел кој беше наменет за домашната кривопаланичка рок сцена, каде неколкумина млади музичари, гитаристи и ентузијасти кои катаден живеат со нотите, млади кои ќе ја градат допрва музичката фела на градот, се представија пред граѓаните. Ние ви пренесуваме само дел од атмосферата и впечатоците. А она што се случуваше, неопишливо со милиарда зборови, ќе ви го представиме интегрално со ексклузивни снимки зад сцената и атмосферата на еуфорија и занес. Дополнително посветувајќи серија емисии за Joyfest, што повторно не ќе биде доволно. Reflection постои месец дена. Активно вежбаме за оваа манифестација. Наша цел е да покажеме во Крива Паланка дека народот знае да слуша рок музика и дека има кој може да свири и да продуцира рок музика во Крива Паланка. Какво е чувството да се биде овде пред Крива Паланка за прв пат и дали ова е твој прв настап пред поголем број публика? Ова не е мој прв настап пред поголема публика, сепак енергијата беше очигледна. Се надевам дека сите уживаа и дека ја осетија таа позитивна енергија што сакаме да ја пренесеме на народот и таа убава музика што сакаме да ја промовираме и младите. Овој град ме настасуваше овој фестивал, како што се надеваме дека до година овој фестивал ќе се одржи во повеќе денови, така да сите помали генерации ќе имаат можност да се представат пред кривопаланечката јавност. Она што му даде посебен белек на фестивалот и ја одржа нанозе до раните утрински часови публиката, беше гостувањето на звездите од македонската поп-рок сцена во вториот дел од фестивалот. Иван Раденов, победникот на првиот македонски идол, Next Time, македонските представници на евровизиската сцена во 2009-та и Бени и Non-Stop, чии што настапи не само што ја дополнија сценската комплетна понуда, туку жедната за рок кривопаланечка публика ја доведоа до фаза на делириум.
на првиот востановен премиерното издание на Joy Fest рок фестивалот кој што се изроди во Крива Паланка и се надеваме ќе трае низ децениите. Горас, како настана соработката со организацијскиот тим на Joy Fest? Значи прво да те коригирам, не Крива Паланчани, туку Горас има се чест да биде водител на премиерното прваче, да речем, првото издание на Joy Fest Rock Festival. Еден односно двајца од организацијата ми се мои многу долгогодишни добри пријатели и на нивно барање нормално без никакви муабети кога ми спомна бев престегнат што ќе бидам дел од ова и што сум дел од ова. И гледајќи по ова веќе еден час од улице се преполни, мислам дека ова заслужува и кажува дека ќе има и повеќе од едно издание. Како сте задоволни од организацијскиот дел од она што го погледате досега? Момците се супер, ова е доста храбар потек да направиш вакво нешто со многу труд, со многу љубов и енергија, да финансиите практично ти се сведени на нула. Е изузетно храбро и изузетно, не знам како да го наречам, ентузијастички. Свака час, ја мислам дека треба да се има живци да се издржи сето ова, за да може да премине у традиција. Секогаш кога ќе им требам, јас сум тука и ќе дојдам затоа што ја имам лесна нога. Задоволни од организацијата и пред се како настана соработката со организацијскиот одбор на Joy Fest? Честа е наша, бидејќи дури сега гледам дека ова е голема организација, голем фестивал кој се надевам дека ќе трае долго и долго. Случајно, преку Facebook ми се јавија да во број се договараме константно со месеци што како ќе се случува. Се спремаме за овој фестивал и драго ми е што сме тука, што имаме настап, што публиката беше прекрасна, што дојде во толкав голем број. Имаме фанови. Супер. И ова е само дел, минијатура од се она што допрва ќе се говори, а ќе го следиме како медиум зашто без пардон громогласно кажуваме. Вакво нешто на Крива Паланка одамна и недостасуваше, а Joy Fest ќе биде фестивал на радоста секогаш низ деновите до следното одржување. Оти ќе инспирира според кажувањата на младите многу рок влюбеници да музицираат со желба, елан и страст музичка. Страст за рок, која ќе ја представат веќе на следното издание, кое ден-два по првото со жар и нетрпение се очекува. Да, Крива Паланка доби свој рок фестивал, кој според раѓањето, ако денот по утрото се познава, ќе живее до недоглед.